Парите се кочница за вработување во граѓанските организации и децидни се оттаму. Велат дека бројот на нивните вработени е ограничен од малкуте средства со кои купурат. Затоа сметаат дека потребна е и неопходна помош и од државата. Граѓанските организации имаат потреба од поголем број вработувања и од нови кадри, но сме ограничени со средствата со кои располагаме и недостиг на извор на финансии. Доколку постојат субвенции од страна на државата би било добредојдено, но сепак лицата кои би ги вработиле треба претходно да имаат работно искуство во делот на работењето на граѓанските организации, рече во телефонски разговор за ТВ канал Вист Ленче Христова од Организацијата на жени од Струмица. Министерството за труд и Агенцијата за вработување и UNDP ја промовира активната мерка за вработување во граѓански организации, кои може да добијат 92.000 денари за вработување на лице над 29 години или 153.750 денари за вработување на лице под 29 години. Средствата може да се искористат за набавка на репроматеријали или опрема поврзана со дејноста на организацијата. Основата на оваа мерка, јас ја гледам дека навистина мене како министерка за труд и социјална политика, а и на новиот реформиран систем на социјална заштита, оваа мерка ќе му помогне да се создадат услуги на локално ниво кои што ќе ги нудат граѓанските организации во име на државата. Не само што ќе генерираме нови работни места, туку ќе помогнеме на одредени ранливи групи на граѓани кои што досега немале никаква поддршка или немале социјален сервис. Но ова е можност и за поттикнување на социјалното претприемништво од друга страна, каде што иако се уште сте здружение на граѓани и немаме закон за социјално претприемништво, сепак со овој модел ќе може да се вработат луѓе и да се влезе во одредена економска активност од страна на здруженијата на граѓани со тоа што законот и во моментов тоа ни го нуди како можност. Но ете го тестираме за во 2018 година да влеземе поспремни и со можеби поголем опфат и поголем буџетски средства за истата оваа мерка. Во рамките на оваа програма проектирани се 50 нови работни места, а владата на Република Македонија од буџетот за неа одвоила 6.452.500 денари. Постојаната представничка на програмата за развој на Обединетите нации Луиза Винтон подвлече дека со оваа програма се реализираат две многу важни развојни цели: обезбедување квалитетни работни места и достојна работа и поддршка на невладиниот сектор. Затоа го охрабруваме невладиниот сектор да се вклучи во активен диалог со цел креирање најсоодветна мерка за поддршка за отворање нови работни места. Право на аплицирање имаат работодавачите од граѓанските организации кои сакаат да ја прошират и да ја развијат својата организација со отворање нови работни места. Критериумите се избор на невладини организации, да бидат најмалку една година регистрирани, да имаат најмалку еден вработен, да имаат евидентирано економска активност во 2016 година и да имаат регистрирано седиште во Република Македонија. Најдоцна до овој викенд ќе биде објавен јавниот повик и ќе може да се аплицира во сите 30 центри за вработување. Програмата ќе се реализира во наредните 2 месеца и ќе представува искуство за креирање мерки и политики во 2018. Работодавачот ќе има обврска лицата вработени преку оваа мерка да ги задржи најмалку една година во работен однос без да го намали бројот на вработените.